како што гледате, имаме гостин. Тоа е познатиот наш македонски писател Глигор Поповски. Драги деца, добри мои, добар ден. Добар ден. Средбата со него, со неговото творештво секогаш била пријатна, впечатлива. Верувам дека истото ќе го докаже и денешната наша средба. Глигор Поповски има напишано, например, има... Глигор Поповски творец кој се наруча. Драго ми е, драги ученици, што сум денеска меѓу вас. Драго ми е што можеме да поразговараме за Црвената рака, книга што сум ја напишал пред 30 години, една од моите први книги, што ќе можеме да поразговараме, да расчлениме некои работи, може би јас што не сум ги опфатил во книгата, вие ќе ми бидете во овој случај мене критичари. Ние, писателите за деца, многу сакаме да го чуеме мислењето на нашите читатели, односно на нашата критика. Ние вам најмногу ви веруваме. Благодарам. Глигор Поповски е творец кој припаѓа на втората генерација наши писатели, чие литературно творештво се развива во годините на нашата полна слобода. Време што во тоа творештво го има и својот литературен одраз. Оваа генерација опиена од слободата, понесена од полетниот занес, на народот ќе го прифати тој занес и тој полет како основна содржина и на својата литература. Во македонската литература за деца, Глигор Поповски е еден од најистакнатите, најверни толкувачи на тоа време и на тој општонароден занес. Кога зборуваме за овој наш автор, треба да истакнеме дека тој од почетокот на своето творештво го насочува и го посветува на децата и на младите, на младината, истрено останувајќи на тој пат се до ова наше време. Во своите 35 творечки години Глигор Поповски ќе создаде дела што ќе останат како трајна вредност во нашата литература. Да споменеме некои негови книги. Прва Сказна за Вилен, потоа Дрварче, Со тротинет по цел свет, со Мостот, потоа Сказни за возовија, Морнарот неб, Црвената рака, Испит Билјана, Планино убавино и други кои се до последната книга што ја напишал под наслов Добри мои, добар ден. Мислам толку, можем да кажем. Еве, јас се спрем. Ученици, нашиот час ќе го продолжиме во музеот на град Скопје. Crvena pesma što nema kraj, crveni srca, crveni pesmi, bez boja zemlja se više smo. Crveni srca, crveni pesmi, te krma večno sloboda spivo. Crveni srca, crveni pesmi, bez boja zemlja su više smo. Crveni srca, crveni pesmi, te krma večno slobodarski vod. А што е оваа зграда? Кај се наоѓаме сега? Ова е историскиот музеј на град Скопје. Не разбрав, каде? Ова е историскиот музеј на град Скопје. Да, мислам, знаев само така. Пред нас се наоѓаат повеќе експонати што
што не подсетуваат на нашата народно-ослободителна борба. Зошто не донесе овде? Па, овде сме зашто во романот Црвената рака писателот ни зборува за борбата против окупаторот, за да се ослободиме и посрекно да живееме. Значи, затоа што писателот... Чичко Глигор, ти пишува за борбата. Тогаш беше дете, нели? Имав тогаш 13-14 години. Војната ја доживеав како нешто тешко, како нешто зло, први преку моето конче Лишко. Тоа конче ни го зедоа пред војната. За мене тоа беше една тешка загуба. Се отворија и училишта, се разбира окупаторски училишта, во кои ние моравме да учиме друг јазик, моравме да учиме туѓа историја. Еве, и јас сакам да прашам, како тие беа вклучени во војната? Па многу деца беа партизански курири. Децата им носеа храна на партизаните. Ама им носе и лекови на болните и на ранетите борци. Децата растура летоци и под зидовите испишуваа пароли против окупаторот. Навистина сето тоа ме посетува на романот Црвената рака. Донеси ли? Донесам. Добро ли е? Добро. Што ќе му се? Што? Па фешеците да не мислиш чорави сме, а? Ти да молчиш. Мал се да сватиш некој работа. И војно време е, разбра. За малку нешто и кврт. Ајде, дружи. Да кркам. Ова ви го дава батко и Витан. Точно така. Главните јуначи од романот на Чичко Глигор се борат во вакви акции против окупаторот на нашиот народ. Така е, Лиле. Ти и твоите другарчиња, гледам, сте ја прочитале книгата и сте виделе таму, сте запознаати со тоа што јас во таа книга пишувам. А го пишувам точно тоа, како младите на ваша возраст учествуваа во борбата, придонесуваа на свој начин, на детски начин, во сите акции што ги изведуваа возрастните. Витам бе, за кого ја плетеш коштицава? За Кузман, од Горно Мало, ќе им плати со сланинче, сиренце, едно старо кожувче. Кожувчето ќе ме топли во зима, а сланинчето и сиренцето ќе го лапнеме. Јас, Могила и ти, мал ветрушка.
А мене Витан, кога ќе ми сплетеш врша? На сите им плетеш. Врша за тебе, а? Моја ветрушка и од тебе рибар ќе биде. Ќе ти исплета. Има време, ветрушка. Ќе ми сплетеш на куково лето. Чичко Глигор, сакам да те прашам нешто. Дали ги познаваш Ветрушка, Могила, Витан и другите борци од романот, или пак ги измисли? Могила, Ветрушка, Витан, Даскалот и другите ликови во Црвената рака може да се рече дека се градени врз вистински ликови, живи ликови. Луѓе деца што јас сум ги познавал и ги познавам. Меѓутоа, малку би било тоа ако го речеме само тоа. Треба да се каже дека еден лик, онаков како што е во животот, не може да постои во литературата. За да израсне некој лик во литературен лик, треба да се гради, да се надградува. На некој начин може да се рече дека ликовите во Црвената рака се реални. Тие постојат и денес, како возрастни луѓе. Се разбира, не можеме да ги познаеме вакви како што се опишани во книгата. Основно е карактеристиките што ги носат како ликови во Црвената рака, тие луѓе и денеска ги имаат и во животот. Често се среќаваме и често се сеќаваме на тоа што е напишано во Црвената рака и тоа што тие го живеат и го знаат и го носат како луѓе. Гад! Кучкин син! Еве го, господин старшија! Еве го проклетникот што ги лепи тие црвени драсканици. Тој е таа Црвена рака. Тој се кренал против царот, власта и државата. Полека! Полека! Сте го исплашиле момченцето. Ке си помисли дека ние сме лоши луѓе. Не треба лошо да постапувате со него. Тој и да сгрешил не е свесен за тоа. Сигурно некој друг е виновен што тој е тука. Но тој ќе ни каже се што знае и ние ќе го пуштиме да си оди дома. Јас не им давам да те тепаат. И ќе видат тие, ќе си го добијат своето. Како можете и како смеете да тепате дете? А? Како ти е името, момченце? Ме викаат Могила. Могила? Ха, чудно име. Навистина чудно. А гладен ли си? Не. Кога ќе огладнеш, мене кажи ми. Какви конзерви имам? Ха-ха, ти уште не си ни сонувал дека има такви. Па добро, луѓе, јас и не знам точно зошто ова дете е тука. А? Пишува под зидовите, лепи плакати, а може би и краде. Не може би туку краде. Ајде, дете. Зар ова дете? Не верувам. Просто не можам да верувам. Не верувате? Мене не ми верувате, господин старшија. Па јас го фатив. На мојата куќа лепеше. А и она кај крчмата. И она на зидот од училиштето. Се е негово масло. Ете, тоа е тој. Значи ти го фати. А? Јас сум и кој? Вистина ли е? Вистина е. Не верувам. Но ако е вистина како што велиш, тогаш кажи ми, зошто ги лепеше оние плакати? А? За 100 лева, зошто? За 100 лева? Како за 100 лева? Така фино. Ми тупна во раците 100 лева, онакви железни, ми ги тупна и тие плакати, а за 100 лева, и селото ќе го запалам. А кој ти ги даде тие 100 лева? Еден. Како еден? Зар не го познаваш? Не. Не е ли у целото? Не. Си го видел ли порано? Не, никогаш. И? Што ти рече уште? Ми рече да внимавам кога ќе ги лепам плакатите. А ако ме фатат, никому да не кажувам. Само тоа ли ти го рече? Ми рече и друго. Да не го пријавам на полицијата,
Вам, значи, а ако го пријавам, ти ќе ме фатат и ќе ме убијат. А кои се тие луѓе што ќе те убијат? Не знам, некои негови бандити. А каде те најде тој непознатиот? Во Ворбијаците крај реката. А што бараш ти таму? Како и секој ден ја пасев козата. А ти сам ли ги лепиш оние плакати? Само ми како. Подобро само отколку да делам стотката со него. Лажеш. Немам сметка. Лажеш! Не беше сам, господин старшија. Имаше уште еден со него. Само не можев да го познам. Темно беше. Ти да молчиш? А каде ти е стотката? Покажи ја. Тука е кај мене. Дај покажи ја. Ја нема. Како е? Како дошло, така отишло. Ти цело време ме лажеш. Кој ти ги даде плакатите да ги лепиш? Зборувај. Се што знаев реков. Зборувај! Покрај Могила, Витан, Ветрушка и други позитивни личности што ги сретнавме во романот, се среќаваат и негативни личности. А кои се тие личности? А која е највпечатливата негативна личност во романот? Тој! Ево го! Тој! Полека! Тој е! Пустете ме! Пустете ми дом! Што е? Што се случило? Пустете ме! Пустете ме кога ми велам! Копиле, мајчино! Што е? Што се случило? Ке кажеш ти едеш убаво! Пушката. Ми ја зеде пушката. Вистина ли е? Не. Го познаваш ли човеков? Колку што ве познавам и вас, господин старшија. Сум тргувал со него. Купувал од мене јајца, ракија. Тој тврди дека се му ја украл пушката. Овој пијаница ли? И, сонал, па сега мене ме нашол. Тој сигурно е заборавил негде. Се натрскал. Не гледате ли, ни сега не е сесен што зборува. Лажеш! Ајде со мене! Внимавајте да не ви избега. Ајде! Ајде! Копиле. Пушки крадеш, а? Пушки крадеш. Па ќе видиме. Ќе видиме. Ќе те обесам на највисоката сула врба. Срачките да те исколват. И нема да дочекаш. Ја ќе гледам тебе како ќе те коват. Повторувам. Значи, која е негативната личност што остава најсилен впечаток во романот? Јас знам, тој е страшниот шумар Никодим. Точно е, Никодим е најмаркантната негативна личност во романот. Но има и други. Тука е крчмарот, тука се полицајците, тука се контрашите. Чичко Глигоре, зошто страшниот Никодим постапува така? Секогаш ќе се најдат луѓе што ќе постапуваат спротивно од нормалните, да речем, норми на однесување во општеството. Така Никодим, така да речеме, еден предавник, еден тип, што да речеме во конкретниот случај се врзал со власта окупаторска, што работи за пари и што знам јас од какви се уште интереси, се врзал со таа власт и работи против својот народ. Каде е пушката? Немам јас никаква пушка. Каде си ја скри пушката, зборувај! Како можете да верувате дека јас можам да украдам пушка? Со голи раце? Може. Јас тврдам. Тој ќе ја украде и за 9 брави да е заклучена. Го знам јас него. Тој е роден крадец. Каде е пушката? Не знам јас за никаква пушка, господин. Зборувај! Зборувај додека можеш да зборуваш! Зборувај! Кренете го! Треба
ли за нив да се пишува? Заслужуваат ли таквите личности да бидат опишани во еден роман покрај толку благородни души какви што се припадниците на Црвената рака, партизаните и сите оние кои што се борат за доброто на својот народ, за слободата? Се разбира дека треба. Истакнувајќи ги негативните личности, писателот прави да постигне, да ги афирмира позитивните личности. Спротивставувајќи едните кон другите, спротив другите постигнува еден поубав ефект, односно постигнува тоа тие позитивните личности да изгледаат, да бидат поистакнати, да им го одреди поубаво нивното место, позитивното место во сето тоа дејство што се случува во животот. И сметам дека во секоја литература постојат такви позитивни и негативни личности, како што стојат и во животот. А јас, Црвената рака, како што реков, се базира врз вистински настани, според тоа такви личности постојат и во животот, постоја во оно време, како што постоја од друга страна партизаните, борците, како што беа и децата од Црвената рака, јунаците на Црвената рака. Групата Црвената рака е одраз токму на таквиот стремеж на нашиот народ, да го истера окупаторот од нашата земја. Сега јас би сакал да прашам, ама да не е незгодно. Јас сепак ќе го поставам прашањето. Мислам, како групата Црвена рака го докажува своето присуство? Црвената рака, односно нејзините членови, своето постоење го докажуваат низ многобројните акции, испишување пароли, снабдување со куршуми, пушки, лекови, известувања и друго. Со постојаното вознемирување на окупаторот, јасно му става до знаење дека е против неговото присуство во нивната средина. Тугинецот никој не го сака. Поробувачот е зло, а Црвената рака се бори тоа зло да се искорени. Црвената рака со своите акции во селото дава организиран отпор, што израз на сенародниот отпор. Чичко Глигор могила краде пушка, за да му се одмазди на Никодим за неговите лоши постапки кон него и неговите другари. А убаво ли е да се краде? Да се краде не е убаво, меѓутоа во случајот на Могила и во времето на окупацијата, кога ние немавме фабрики за правење на наше оружје, до тоа оружје моравме да дојдеме. Еден од начините што Могила го избира е кражба на пушка. Тоа е. Значи, во овој случај, кражбата за мене е едно дело, корисно дело, не е дело за осуда, е така. Зар не му беше страф на Могила кога ја крадеше пушката? Се разбира, Могила се плаши, но желбата да му се одмазди на страшниот Никодим, желбата да дојде до пушка, се над тој страф и тој успешно ја извршува таа своја задача велам затоа што сам си ја поставил. Могила е затворен. Неговите другари се вознемирени и тие по секоја цена сакаат да го ослободат својот другар. Тие тој ќе го сторат. Кажете ни нешто за другарството? Па, драги другарчиња, ако вие читавте внимателно книгата, ќе видите дека една од основните пораки во таа книга е другарството. Дека јас тука се застапувам за другарството. Без другарството ништо не бидува. А во НОБ другарството било на такво висок ниво, што здружени луѓето правеле вистински чуда. А никогаш таму во војната другарите не ги оставале своите другари, ако се ранети, да останат таму да ги непријателите да ги заробат. Па и тука, во Црвената рака, другарите на Могила не се спокојни додека не најдат начин да го ослободат својот другар. И тие тоа ќе го сторат. Чичко Глигор, другарите на Могила покажуваат голема храброст. Кажете ни, што мислите вие за своите јунаци денес после толку години? Ако мислиш на тоа дали тие и денес се така храбри како што беа тогаш, можам да речам дека се тоа храбри луѓе. Тие се храбри, да речам, земјоделци, храбри инженери има од нив. Сите тие денеска се добри луѓе. Оние ликови што јас сум ги земал
се разбира преименувани во Црвената рака. Тоа се денеска исто така храбри луѓе и за храброста мислам дека храброста е една одлика што го краси човекот и што треба да речеме да се бориме и ние денес за таа храброст. Затоа што за големи дела ни е потребна храброст. А такви дела треба да вршиме и ние постарите се уште, а вие пак особено. Crvena pesma što nema kraj, crveni srca, crveni pesmi, bez boja crvenje su više smo. Crveni srca, crveni pesmi, te krvna večno sloboda svivo. Crveni srca, crveni pesmi, bez boja. Групата наречена Црвена рака оди во партизани. Дали Могила и неговите другари ја дочекаа слободата? Децата, групата што заминува в партизани, некој од нив ја дочекуваат слободата, некој еден од нив загинува. Јас, кога сме околу тоа, сметав дека треба да го следам патот на јунаците од Црвената рака и понатаму, во самите борби, да ги доведам до ослободувањето на земјата. Меѓутоа, таквите мои планови останаа само како планови. Сепак се надевам дека ќе смогнам сили некојаш да го продолжам романот Црвена рака, како Црвена рака втор дел, каде што за моите јунаци ќе раскажувам понатаму како тие учествувале во НОБ. Чичко Глигор, а како изгледаат тие денес? Тоа се денеска, како што рековме пред малку, возрастни мажи, тоа се луѓе со семејства, со деца, со истите грижи што ги имаме и ние, грижите што ги имаат и вашите родители, да ги одгледаат своите деца, да ги исправат на прав пат, да бидат корисни и за своето семејство, и пошироко за сите нас. Тоа се денеска тие мои мали јунаци од Црвената рака. Морам да признам дека јас дојдов до некои нови сознанија за она што го имам читано, слушано и гледано за нашата револуција, за луѓето кои што помогнале денес да го живееме овој убав живот. Се надевам дека и вие, пријатели, со кои што другаривавме овие 30 на минути, а и вие, почитувани пријатели од онаа страна на екранот, се надевам дека ќе посакате уште вакви средби со луѓето што она што се случувало во времето на револуцијата и го имаат забележано на хартија. Crveni srca, crveni pesmi, je krvna večnost sloboda.